До вчера минус 10, денес плюс 7. Може ли тоа секое тело да го поднесе? Болки на коските има, главоболка има. Многу на коленото, на нозите чувствувам болки. И не можам да одам, едва со баштум. Стек на срце, на дишење, притисок обовезно, тоа главата, чат-пат, лоша работа. Зошто луѓето имаат толку проблеми со температурните разлики? Најнормално е дека им треба време најпрвен да се приспособат на временските разлики и затоа се јавуваат такви здравствени проблеми, не се чувствуваат добро при ниски температури и така натаму. Што правите и како се лечите? Заштитени со капи, со шалеви. Примам таблети некои. Со терапија. Со терапија. Се лекуваме со апчиња, со чаеви, со сокове и така, со расолница исто. Кои се најчувствителни во овој период? Луѓето кои што се хронично заболени, најмногу луѓето со кардиоваскуларни заболувања, луѓето со белодромни заболувања, значи од кардиоваскуларни со хипертензија, со покачен крвен притисок, луѓето со астма од белодромни заболувања и така. Променливото време и големите амплитудни разлики може да се избегнат на различни начини, но најважно е тие да не се потценат. За константна телесна температура потребно е добра собна температура, топла облека, но и добра информираност. Например, какво време ни престои во наредните 2 до 3 дена. Претежно позитивни температури, дневната да достигне до околу 12 степена, меѓутоа во текот на ноќта има продор на постуден воздух и релативно влажен од север ќе се спушта, така да ќе донеси заледување. Во недела во утринските часови ќе има врнежи претежно од дожд, меѓутоа постепено ќе поминуваат и од снег. Доколку сето ова се почитува, проблеми не би требало да има, па надвор колку и да е студено.